Не знам кој му го напишал ова, меѓутоа призна дека они имаат проблем со инфлацијата и допрва ќе се справуваат со инфлацијата. Ние кога кажуваме дека имаме инфлација над 4%, недобронамерници сме биле ние, значи он има проблем со инфлацијата. И проблемот со инфлацијата е направен последните година дена. Инфлацијата имаше надолен тренд. Значи он кога ја зема владата, инфлацијата беше 2,8. Инфлацијата сега е 4,5. Тек сега ќе се справиме со инфлацијата, од која ја направивте инфлацијата? Со Гордана Димитриевска Кочовска која што не прави будали и ни вика дека ние не сте се задолжиле ич, нула сте имале долг. А ден потоа вика па не е страшно ние да ја надминеме психолошката граница на задолжување. Како не е страшно? Затоа се вика психолошка граница на задолжување, затоа што се смета дека над таа граница на задолжување таков тип, таква количина на задолженост на државата предизвикува одредени ефекти врз начинот на носење одлуки на деловните субјекти, што значи дека тие веројатно ќе ја намалат економската активност, затоа што знаат дека државата има голем долг и ќе не може да враќа пари. Ако имаш несигурна психолошка состојба кај економските оператори, ти имаш несигурна економија. Тоа не може да го релативизираат.